Почитувани граѓани, почитуван председателе на Собрание Талат Џафери, почитувани колеги пратеници. Колешке Авирович, имавте навистина долга конструктивна дискусија и покажавте голема загриженост. Тоа е ваше легитимно право, меѓутоа навистина немате право да ги загрижувате граѓаните, пласирајќи овдека невистини или спинови. Доаѓам од образованието, најголемиот атак на кратењето на образование, со цел да на некој начин покажете дека оваа влада не води грижа за образованието, но да ви кажам дека оваа влада образованието го затекна како второ најлошо во Европа. И сиромаштија, највисока стапка на апсолутна сиромаштија во Европа имаме. Социјални разлики, највисока доходовна нееднаквост во Европа имаме. Здравство, втор најлош здравствен исход во Европа. И многу други, меѓутоа овдека иселување од 626.000 иселени лица. Кажавте многу работи, меѓутоа испуштивте да кажете дека сето она што беше проектирано во буџетот за 2017 година беше една шарена или розова лага, која што требаше предизборно да ги вклучи сите желби на населението кои вие 11 години упорно не ги реализиравте. Сега нешто за образованието. Кажавте дека се скратени големи средства за изградба на спортски сали, училишта, надградби, доградби за одредените универзитети. Ево ќе се потрудам да дадам неколку одговори. Имам за сите поотделно ставки да ви кажам, меѓутоа ево за изградба на сали во основни училишта е намалено 105 милиони денари заради ниската реализација до крајот на јуни 2017 година, која изнесува 43 милиони денари. Што правевте? Спиевте во меѓувреме. Каде ви беше совеста да вие ги реализирате тие предвидени ставки? Со ребалансот на оваа ставка изнесува 273 милиони денари, а реализацијата на оваа ставка во 2016, кога вие бевте на власт, изнесувала 148 милиони денари. Кога лажевте? Кога го полнавте буџетот дека ќе градите во една година спортски сали кои што не сте ги изградиле ни 11 години. Тогаш и уште една работа, почитувана. Имаме една спортска сала во средното училиште Ванчо Питошевски во Охрид, која 11 години чекаше на вашата влада да биде изградена. И денес не е изградена. А тргната е оставка, бидејќи не е ни зацртана во планот на самата општина. Ви благодарам.